почитан градоначалник, почитувани колеги съветници, почитан председателе, особено вие председателе, процедурално и се отнесено на вас. И аз, съгласно член 23, став 1 алинея 2 от статутът, който ще ми дава право да поднесувам инициативи за ставане точки на дневен ред, още пред 20 дена, уредно, лично до вас, преко мейл и преко архива, поднесов инициатива за ставане точка на дневен ред, но спротивно на член 59 став 2 от деловникът, кој вика дека председателот на совет ги става сите прашања на дневен ред, кои што му се доставени од предлагачите и градоначалникот. Точката не ми ја ставивте на дневен ред. Председателската функција не е приватна работа и не може со неја да си прави кој што сака. Баш напротив, таа е многу одговорна. Председателот на советот е должен да ги почитува законот, статутот и деловникот. Особено е најповикан да ги почитува, затоа што спротивно ќе настане неред, а председателот ќе биде генератор на тој неред. Тоа е така затоа што има разлика помеѓу животинска заедница и човечката заедница, човечкото општество. Таа разлика е што човечкото општество функционира врз основа на општествен договор, а општествен договор е се почувајќи од највисокиот акт. Устав преку закони, подзаконски акти до деловник и статут на општина. И кога тие не се почитуваат, таа е нормалната, таа е рамката во која што заедницата нормално функционира. Кога ќе се прекрши таа рамка, се создава ненормална ситуација, што е проблематична, затоа што таа си повлекува само по себе на друга ненормална реакција, со цел ситуација да се врати во нормала, или како што вика еден австријски невролог и психолог, ненормална реакција на ненормална ситуација е сосем нормална работа. Единствено нешто што превенира таква моја реакција е тоа што сме во крајен рок за носење на буџетот и носењето на буџетот е во моментов од поголем јавен интерес од кршењето на моето деловничко право, но се надевам дека во иднина нема да ми биде кршено тоа право, како би се превенирала ненормална реакција, а со цел нормално да функционираме. Благодарам.